Изградба на детска градинка, реконструирани улици и водоводна мрежа, гасификација на секое домаќинство, мултифункционално игралиште за младите во населбата Тоде Мендол, најави денеска кандидатот за градоначалник на општина Куманово од СДСМ и коалицијата Оливер Илиевски на средбата со граѓаните. Финансирањето на овие две детски градинки ќе биде дел од средствата на буџетот на општина Куманово, а најголем дел ќе биде преку Министерството за труд и социјална политика. Општина Куманово ќе изготви проект, дозвола за градба и ќе аплицира во соодветното министерство. Веќе е договорено со Министерството за труд и социјала, со новиот буџет ќе се издвојат средства за изградба на две детски градинки во Куманово. Оттука од Тоде Мендол, покрај макропрограмата, најавувам и микропрограма за секоја населба оделно. Во Тоде Мендол е предвидено реконструкција на водоводна мрежа, реконструкција на атмосферска и фекална канализација, се со цел да ги решиме проблемите на граѓаните од оваа населба. Илиевски во програмата Најдоброто за Куманово предвидува и ново сообраќајно решение во населбата Тоде Мендол, кое ќе придонесе за олеснет сообраќаен метеж во населбата. Предвидуваме ново сообраќајно решение за овој дел од општината, а тоа е продолжување на улицата Тоде Мендол до автопатот, на автопатот изградба на трета лента и приклучок на населбата Тоде Мендол на автопатот Пријателство. Со ова се решаваат два проблеми. Едниот е граѓаните од Тоде Мендол и Барем Шабани да не патуваат до центарот на градот, па да се приклучуваат до автопатот. И вториот момент е граѓаните на Романовце да ги растеретиме од сообраќајниот хаос кој им се случува во селото. Со ова допринесуваме и за намалување на загадување во градскиот реон и намалување на сообраќајниот хаос во центарот на градот. Секоја населба заслужува своја приказна, со современа инфраструктура, решени проблеми на граѓаните и воспоставен европски начин на живот, потенцира Илиевски.